минатиот пат завршивме со едно предупредување кое Павле апостолот си го кажува за самиот себе си, кога вели јас кој им проповедам или јас проповедајќи им на другите, самиот да не бидам отфрлен или дисквалификуван. И тој тоа го кажува говорејќи за својата служба како проповедник, како мисионер, и е загрижен всушност за автентичноста на неговата христијанска служба. Тој не сака да биде само некаков рецитатор на проповеди, кои ги менуваат други, а ќе го оставаат него така апатичен, незаинтересиран, туку тој проповедите што ги проповеда, словото што го говори, сака да действа врз него и тој самиот да се променува и да биде самиот обликуван од таа проповед. Тоа е еден предизвик пред кој тој се исправува и предизвик кој важи и за сите нас, зашто реална е опасност, како што апостол Павле овдека истакнува, човек да биде и служител, и проповедник, и мисионер, но на крајот неговата служба да се покаже фалшлива, или тој употреба, нели, оној збор тама, докимос непроверена, непотврдена, лажна. Лесно е, можеби е најлесно, да се глуми духовност, т.е. духовноста да биде дел од неделната гардероба за црква, да се залепи така побожна насмевка и да се покажува срце блиско до Бог во недела, но останатите денови од понеделник до сабота срцето да е далеко од Бог. Апостол Павле се бори против фалшливата духовност и тој не сака на никаков начин благодатта да ја злоупотреби, т.е. да ја употреби за задоволување на гревовите, задоволување на грешниот живот. Затоа тој вели дека го покорува телото, дека го поробува телото, се бори против телото, за да не биде победен од телото, да не биде победен од гревот. Тоа е следен или она вистина, ако него совладуваме гревот, гревот нас ке не совладува. Свесен е дека човек може, зашто таквиот живот на крајот води до дисквалификација, до отфрлање. Еден таков живот на злоупотреба на благодатта на крајот нема да не доведе до целната линија. И тој е свесен дека човек може да служи, но на крајот да дека бил само некој религиозен професионалец, кој е дисквалификуван. Накратко кажано, нели, ова 9 глава завршува со сериозно предупредување, да трчаме до крај, за да не бидеме дисквалификувани, а дисквалификацијата е прави гревот. И истата таа тема продолжува. Онома каде што запре апостол Павле во 9 глава, со она, нели, негов страв, тој самиот да не биде отвора, истата таа тема продолжува. И сега овие прашања, кои, нели, тука ги наметнуваме, овие теми кои ги среќаваме, како да не одговараат на она, нели, на учење што ние го застапуваме за сигурност во спасението. Има еден слоган кој не е и толку стар, кој се појавува последниве 100 години, еднаш спасен, за секогаш спасен. Мене не ми се допаѓаат таквите слогани кои генерализираат, зашто така генерализирајќи тие прикриваат, т.е. заглушуваат многу нијанси. Библијата нема таков слоган во Библијата, да Библијата ни говори за сигурност во спасението, кој е нешто сосема друго од слоганот еднаш спасен, за секогаш спасен. Овој текст, нели, кој го разгледуваме, и крајот на 9 глава, и почеток на 10 глава, исклучува една идеја кој слоганот еднаш спасен, за секогаш спасен, создава еден впечаток кај луѓето. И најголемите критичари кои инаку припаѓаат на школата кучи за сигурност во спасението, најголемите критичари на тој слоган е дека
создава кај луѓето впечаток дека веќе откако се спасени, откако поверувале, сега тие може да живеат како што сакат, зашто се спасени. Нивното име е запишено во книгата на животот, а не се брише, и сега што се сигурни во спасението и можат да прават што сакат. Тоест, нема значење како живееш. Штом си поверувал во Христос, штом си го прифатил за спасител, ти веќе си спасен. Меѓутоа, што можеме да видиме и се овој текст што го прочитавме, Словото го дава сериозни предупредувања. Да се издржи до крај, тоест да не се случи гревот да не дисквалификува. Христијанскиот живот е борба. И кога говориме за сигурност во спасението, и ако сакаме да бидеме точни кон Библијата, верни на Библијата, на Словото, да се држиме до библиското учење, треба да говориме за сигурност во Божјата верност. Бог, можеме да сме сигурни дека Бог ќе обезбеди се што ни е неопходно, се што е потребно, за да не зачува во верата, да снабди се, да не заштити, за да устоиме до крај во таа трка. Меѓутоа, тој ни го дал тоа ветување. Меѓутоа, устојувањето до крај има и наша одговорност. Устојувањето до крај значи вложување на сили од наша страна. Бог го одржува своето ветување дека ќе не зачува во верата до крај, но притоа не оспособува да издржиме до крај. Тој ќе ги даде сите ресурси кои се потребни за да издржиме до крај. Сета помош ни ја нуди. И во тој контекст се и овие стихови. Тој ги притегнува, така да кажеме, ги затегнува нашите срца со Словото, предупредувајќи не на опасности кои може да доведат до отпаѓање. И дава примери од Стариот Завет, за кој на два пати повторува. Тоа што се случуваше со нив, тоа што отпаднаа, е за наша поука. Дадено е, запишено е за наш пример. Представете си дете, мало дете, кој протега рака кон тенџере полно со врела вода. Знаете какви последици има ако тоа тенџере се исипа? Фатални се последиците за самото дете. И таткото, родителот кој гледа од некаде, тој сигурно ќе извика, ќе можеби и ќе строго ќе го предупреди детето. Но сето тоа ќе го направи единствено од љубов и грижа да го заштити. Така и овие стихови што ги прочитавме, полни се со строги предупредувања, многу сериозни предупредувања. Меѓутоа во секој од тоа предупредување трепери љубовта на Бог, кој сака да заштити, да зачува, да успособи за издржување до крај, да охрабри да устоиме до крај, да се бориме до крај. Ако не го убиеме гревот, гревот нас ги не убие. Значи, овој текст што го прочитавме, можеме така да го поделиме на 3 дела. Во еден дел има предупредување од Стариот Завет, тоест што не треба да правиме, што они правеле. Вториот дел се некои совети повеќе, поврзани со конкретни гревови. Во првите 5 стиха прави некакви сакрални паралели помеѓу нив и нас и како они отпаднаа, нели, беа всушност, бидејќи не беа по Божјата волја, отпаднаа, беа дисквалификувани, отфрлени. Потоа дава во наредните стихови од 6 до 12 кажува за конкретни гревови кои ги, така да кажеме, сопнаа евреите во Стариот Завет. Сликите, сите слики се од пустињата, или од оној пат излез од Египет до ветената земја. И на крајот во 13 стих дава едно охрабрување кое сепак ни дава сигурност. Сигурност за сите оние кои решиле трката да ја трчат до крај и немаат намери да престанат да трчат. Многу важно охрабрување. Така завршена таа целина од 13 стиха. Прво дава примери кои предупредуваат. И сето ова што е напишено. И јазикот кој го користи апостол Павле, кој е многу така специфичен, новозаветен јазикот, меѓу другото,
вели за нас сето тоа е напишано за наша поука. И вели и тоа го кажу и во 6 и во 11 стих. Тоа беа примери за нас, за да не бидеме похотливи по злото, како што тие беа похотливи. И потоа во 11 стих, сето тоа нам ни се случуваше, ним им се случуваше, да служат како пример, а беше напишено нам за опомена, до кој стигна крајот на вековите. Ние кои сме насочуваме на тоа, за нас е напишено тоа. А што е напишено за нас? Првото, првите сцени кои ги опишува во првиот и вториот стих, таа прва сцена, говори, нели, е од книгата Излез, е расказ од книгата Излез, во која е опишено на спасение на евреите од египетското робство и патот во пустињата. И сега, начинот на кој го прави тоа, што може да видите, овдека говори за крштение, а во следните 2 стиха пак говори за јадење на духовна храна и пиење на духовна вода, која пак прави некоја сакрална, така да кажеме, асоциација со наши новозаветни искуства. Значи, говори за некои старозаветни искуства кои имаат аналогија со наши новозаветни искуства. Тоест, искуството што тие го има некако духовно во Стариот Завет е соодветно со на нашето во Новиот Завет. Овдека говори за крштевање. Користи збор се крстија во облакот и во водата. Значи, прво говори за оној момент кога тие излегоа од Египет, тие поминаа на суво, Бог го раздели морето и така ги спаси од војската, египетската војска која им беше зад петици. И кога излегоа од Египет, во пустињата беа водени од Божјата слава, видливата Божја слава, или како што потоа равините ја нарекуваат Шекина Јахве. И таа Божја слава дење беше во вид на облак, а ноќе беше како огнен столб и ги водеше постојано. И овдека Павле вели дека тие беа крстени во тој облак, и во Мојсеј во облакот и во водата. И го користи зборот крштевање, истиот оној збор кој се користи за нашето водно крштевање. Зборот крштевање, по дефиниција, не значи потопување во вода. Значи и тоа, но тоа не е основното значење. Зборот крштевање значи потопување во било што. Зборот крштевање значи допир со нешто, значи асоциација со нешто, значи да бидеш во контакт со нешто. Да, дури кога овој збор во Стариот Завет се користи во оние ситуации кога свештениците принесуваа жртва, тие беа во контакт со жртвата. Например, кога крвта ја излеваа, и таму се користи зборот крштевање во Септуагинтата, во грчкиот превод. Крштевањето, нашето водно крштевање е само една символика на едно реално духовно крштевање. Духовното крштевање е нашата асоциација со делото на Христос. Тој умре на крстот, воскресна, го плати гревот за нас. Ние во духовното крштевање се идентификуваме со сето тоа, стануваме дел од сето тоа. Стануваме дел од тоа дело, и тоа дело се однесува веќе за нас. Тоа ние го присвојуваме тоа дело. Ние умираме на вистина, реално, преку духовното крштевање за гревот и воскреснуваме за нов живот. Тоа е нешто реално што се случува во нас, а водното крштевање е оној, така да кажеме, надворешен благослов кој луѓето го искусуваат заради врската со Бог. Тоа е, и сега тој прави една, така да кажеме, духовна или сакраментална паралела меѓу нашето крштевање и она што како искуство го имаа евреите во Стариот Завет. Тие беа крстени во водата и во облакот. Тоест, тие
пак се идентификуваа со Божјото дело на спасение. Имаа некакво духовно преживување. Како сакрамент беше тоа. Божјото облако кој го водеше, поминувањето низ морето, низ водата. И вели, сите тие го поминаа сето тоа. Сите беа крстени во водата, сите беа крстени во облакот. И потоа продолжа дава една друга пак паралела. Вели, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа исто духовно пиење, зашто пие од духовната карпа, што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Интерес. И понатаму ќе каже во вториот дел, кој говори за гревовите, дека тие негодуваа против Христос во пустината евреите. Христос го вклучува во сето тоа, иако евреите во пустината немаа поим за Христос. Но овде прави една асоциација пак, на паралела, јадењето што го пија, храната што јадеа, ја нарекува духовна храна, духовно јадење, и врската е со Господната вечера. Бидејќи од 14 стих, ќе видите, тој веќе јасно говори за Господната трпеза. Оние кои седат, како можеш да седиш на Господната трпеза, а потоа да седиш на идолска трпеза. Не. Тоа понатаму ќе видиме. Јасно овдека сакраменталната паралелизам меѓу она што тие го имаа како некакво искуство јадејќи од храната и пиејќи од водата која потече од карпата, и она што ние го правиме на Господната трпеза. Тој прави некакви такви сличности дава овдека. И јасен овој случај, нели, опишен е во 16 глава на Излаз, кога евреите немаа вода и беа незадоволни, мармореа, и тогаш Мојсе удри во карпата, потече вода и тие пие од вода. И Мојсе вели дека тоа е духовна вода која тие пија од Христос, бидејќи карпата која ги водеше е од Христос. Постои паралелизам, вели апостол Павле, меѓу духовното искуство што ви имате овдека сега и искуството што го имаа они во древноста. А во срцевината на се е самиот Христос, и тогаш и сега. За кој е на крајот, нели, предупредувањето? И завршува. Сите тие во тоа време јадеа една храна, духовна, пија духовна вода, беа крстени, нели, со исто крштевање. Меѓутоа, повеќето од нив не беа по волјата Божја и затоа загинаа во пустината. А не беа по волјата Божја, од следниот стих, 8-миот гледаме, 7-миот стих гледаме, бидејќи го сакаа злото повеќе. Дали тоа не беа по Божјата волја. Сите имаа едно исто искуство, духовно искуство, сакраментално. Како и ние. Сите го имаа Христос како водач. Но сепак повеќето загинаа во пустината. Знаете, уствари, не повеќето, само двајца влегоа во ветената земја. Исус Навин и Халев. Идејата на Павле овдека е: пазете се од отпадништвото. Сериозно предупредување. Теренот по кој ние одиме, по кој трчаме, е лизгав. Тоа е лед, тенок лед, кој треба да внимаваме. Сите ние, и сега тоа прави паралелата, сите ние сме биле крстени во вода. Сите ние јадеме од лебот и виното, вели апостол Павле. Како и они, сите тие што го правеа, го имаат тоа, нели, искуство. Меѓутоа, отпаднаа од трката, зашто не беа повеќето по Божјата воља. Не ја поминаа целната линија. И тоа не враќа многу јасно на крајот на 9 глава, каде што апостол Павле за себе си, нели, го изразува стравот. Тој самиот да не биде отворен, иако им проповеда на другите. Која е, нели, целата идеја овдека? Ти може да се насладуваш на некои надворешни благослови кои го носи надворешното асоцирање со црквата, со видливата црква на Господ Исус. Но на крајот да го пропуштиш Спасителот. Водното крштевање е еден надворешен благослов
кој го имаат сите оние кои се асоцирани со црквата, само надворешно или и вистински. Јадењето на Господната трпеза исто така благослов, кој го искусуваат, надворешен благослов, кој го искусуваат сите кои се дел, видлив дел, може би само формален дел, а може и духовен, вистински дел. Меѓутоа, Христос е најважен, тоест вистинското единство со Христос. И зошто ги каже овие работи апостол Павле на Коринтијаните? Тие биле крстени, тие јаделе во недела Господова вечера и го гледале на тоа како на вакцинирање од сите опасности кои може да доведат до отпаѓање од верата или од спасението. И затоа Павле им вели: погледнете го примерот од Стариот Завет. И тие јадеа духовна храна и пија духовна вода, како и вие што правите сега. И тие бе крстени во небото и во облакот и во водата, како што вие сега се крстени. Меѓутоа отпаднаа. Не стигнаа на крајот. Потребно е нешто многу повеќе од тие надворешни привилегии кои вие ги искусувате. Христос, самиот Христос е потребен. Каква е ползата ако седиме на Господовата трпеза, па и јадеме, нели, од телото и крвта, пиеме од крвта, тоа е символично, нели, на Христос, а при тоа ја занемариме онаа внатрешна духовна реалност. Господната вечера е символично пак нашето идентификување со Христос на она што го направи на крстот. Тој го даде своето тело, ја пролија својата крв за ние да се спасиме. Ние го јадеме неговото тело. Тоа е лебот на нашиот живот, на вечниот живот. Но ако навистина не јадеме од Христос, кој е нашиот леб, Словото Христос, напразно е јадењето на лебот и пиењето на виното. Ако ја занемариме внатрешната духовна реалност, Христос кој е карпата кој сите не води, тогаш напразно е се друго, секој друг надворешен благослов со кој сите, нели, се идентификуваме. И така, значи, прво дава примери од Стариот Завет кои потсетуваат дека нашата сигурност во Бог не се подпира на тие надворешни благослови, духовни привилегии. Туку единствено треба да се стрееме кон познавањето на Христос. И тука, нели, е она сериозно прашање што Павле го поставил. Дали вие го имате навистина Христос? Нашата карпа која не води. Или имаме само некои надворешни манифестации на искусување на благослови. Имаме некако надворешно асоцирање без да има духовно и внатрешно. Тоа е првото. Второто кое сака да каже, тоа се некои совети со кои тој не насочува, а во суштина тие совети е: престани, не прави, не го прави тоа што го правеле тие. Значи, прво говори за крштевањето и тоа сакрално искуство кој го имале во старите и ние, и кој не било гаранција за спасение. Потоа говори за конкретни проблеми кои ги имале, конкретни причини заради кои тие не стигнале до крај. Не го прави тоа. Не си играј со огнот, вели апостол Павле. И овдека стој настрана од сето тоа. Стој настрана и проблемот е решен. Тоа е целата поента. И тука изнесува 4 конкретни грева кои ги има во Стариот Завет во пустината, веќе ги видовме во Коринската црква. И затоа тој ги спомнува токму овие 4. И кои се секако присутни постојано и сериозна опасност за секој од нас. Првиот е идолопоклонството. Не бидете ниту идолослужители, како некој од нив, за кој е напишено: народот седна да јаде и да пие, па стана да игра. Сцената е јасна. Планината Синај, додека Мојсе беше таму и чекаше, тоест го пишуваше законот и го добиваше од Бог, законот, 40 дена. Народот стана нетрпелив, отидоа кај Арон и му кажаа: направи ни Бог, на кого ќе се поклонуваме. И што направи Арон? Го собра
сиот накид од народот, злато, сребро, се што има, ги претопи и направи едно теле, златно теле. И го донесе пред народот и рече: еве го вашиот Бог, Израеле, кој ве спаси од Израел, од Египет. И народот почна да игра, да јаде, да пие и да го слави тој идол. И Павле вели: немојте да бидете како нив. Видовме веќе дека во Коринт имало проблем со идолопоклонство. Во 6 глава е опишан тој проблем. Меѓу оние останатите, нели, гревови е идолопоклонството вклучено. Очигледно дека христијаните во Коринт имале проблем со ослободување од нивното идолопоклонско минато. Сепак градот Коринт не бил во обид, тој не бил некаков провинцијален град. Апостол Павле не е во некакво мало незначено градче, тој е во центар, во престолнина, во главен град. Коринт бил главниот град на Грција тогаш, на Ахаја. Таму бил и политичкиот и образовниот секаков центар, па дури и нели духовниот. Се сметало дека имало најмалку 30 храмови во градот, тоест на секој чекар имало идол поставен. И луѓето во Коринт имале проблем да се дистанцираат со тие практики и обичаи, така погрешно свакајќи ја христијанската слобода, седејќи на тие трпези на кои се служило храна посветена на идоли, останувале или станувале дел и од праксите, ритуалите кои се извршувале кон тие идоли. Ние денес реално не сме изложени реално на таква опасност да се поклонуваме на некакви такви идоли од камен или од дрво, меѓутоа сите сме нападнати од опасност да се поклонуваме на најстрашниот идол. Тоа е нашето его, самите себе си. И како што коринтијаните јаделе во недела Господа трпеза, а во понеделник оделе во храмовите кај тие идоли, како што евреите пија од духовната вода и од духовната храна јадеа, а потоа играа пред она теле, така сосема реално и ние во недела да се поклонуваме на Бога, ама преку седмицата да се поклонуваме на нашето его, кое сака да биде господар во нашиот живот. Апостол Павле вели: не бидете како тие. Тоа беше причината тие да отпаднат. Второто нешто, кој исто го видовме веќе во Коринската црква, е блудството. И пак дава примерот од излезот на евреите или животот во пустинята, Броеви 25 глава. Да не блудничиме како некои од нив што блудничеа и во еден ден загинаа 23.000. Како се вовлекува во блудство евреите? Тие почнаа да блудствуваат со моавските керки, кои се поклонуваа на ханаанскиот бог, Моав, Вал, се извинувам, и станаа дел од поклонението на тој бог. Јадеа таму со тие моавските керки и влегува во тие и ритуали, а и во чисто блудство. Во една култура, коринска култура, која била хипер, така да кажеме, сексуализирана, за самите верници, новите верници, христијаните во црквата, не било лесно да се откажат од сите тие пракси кои имале таков карактер. Така да видовме веќе во 6 глава такви гностички, аномијански учења во црквата довело до тоа некои христијани да продолжат да одат во храмовите, каде што со проститутки, со хомосексуалци, дали било тоа во храмот на Афродита или на Аполос, ги правеле тие блудства, ги извршувале. И тоа било сериозен проблем. И апостол Павле вели: немојте да го правите тоа. И дава пример пак од Стариот Завет. Ако тоа било проблем за коринтијаните тогаш, денес е не помал, туку дури и многу поголем.
овој проблем во современиот свет. Ние живееме во некоја хипер исто така сексуализирана култура во која тој неморал добива епидемиски размери и веќе дури сите правила во тој поглед, во таа област се тргнати. Нема граници, воопшто веќе нема граници. Порано ни беше нели така чудно хомосексуални односи. Меѓутоа тоа стана веќе нормално и дури луѓето не им прави никаков впечаток. По неколку години почна се говори за некои таму во европските парламенти, некои лобија кои бараат узаконување на педофилијата. Тоест, нели, односи со малолетници. И се повеќе се зборува за тоа и станува некој се по-нормално. Во последно време почнуваат некои групи да говорат и за овозможување или тргнување некакви табуа забрани околу инцестот. Има такви лоби групи во Европскиот парламент кои велат дека инцестот меѓу родителите и децата е педагошки многу добро за правилниот развој на децата. И тоа се нивни, и тие излегуваат со некакви факти дека тоа е добро. Што е и не е чудно ако во наредните 30 на 40 години тоа да стане и нормално. Така, тоа е сериозен проблем и за современата црква. А во основата на се е егото. Пак на крајот на краиштата. На времето кога бевме деца и велевме дека не велевме такви збори како секс, велевме овие љубов прават. Бидејќи они што се влюбени, што се сакат, го прават тоа. Беше врзано со љубов. Денес воопшто љубовта не постои во таквите односи. Тоа си е нешто за мое задоволување, за самозадоволување, за сопствено изразување, за сопствено угодување. На тоа се сведуваат таквите односи. И живееме на таква култура која сигурно ја влијае и црквата. И веќе не е никаков проблем, не е грев во црквата да има и такви служители. Се тргнаа границите. Павле вели, во Стариот Завет, 20.000 наеднаш ли, колку беа таму? 23.000 беа уништени кога тоа го правеа. Не правете го. Потоа говори за искушување на Бог. И да не го искушуваме Христос, како што некои од нив го искушуваа и загинаа од змии. Броеви 21 глава говори за тој случај, кога на евреите веќе не им беше вкусна храната што им ја даваше Бог, зашто само мана паѓаше од небото, потоа Бог им даде и месо, и почнаа да говорат, колку ни беше убаво во Египет, таму котлите беа полни со месо, Мојсей, ти си крив што не изведе, и загинаа, и Бог им прати змии, загинаа од змии. Незадоволство. Коринтијаните бели незадоволни. Коринтијаните гледаме толку незадоволство. Прво, тие се незадоволни од Павле. Не се задоволни од Павле како тој проповеда. Да. Затоа го судеа, затоа го критикуваа. Тие сакаа Павле да дојде и да им се представи како филозоф, кој ќе говори некакви филозофии. А тој доаѓа и им кажува учење кој за грците е глупост. И не се откажува и упорно проповеда за крстот и за распнатиот Исус. И коринтијаните гледаме не беа задоволни од тоа. И секакви мани му најдоа. Незадоволството гледаме, значи, искушување. Така го искушуваа Бог. И коринтијаните, и тие во Стариот Завет. Искушување е кога ние се жалиме пред Бог. Тоа е искушување на Бог. Ние го искушуваме Бог кога гледаме со носталгија, можеби на некое време порано, кога не сме били во црква, кога сме били послободни и животот ни изгледа некако поедноставен. Или кога им завидуваме на оние што се надвор, зашто тие живеат без ограничувања кои ние ги имаме. Ако го правиме тоа, тоа е искушување на Бог. Како казанот во светот ни изгледа по-вкусен од оно што ни го нуди внатре во црквата. И тука многу близко со тоа незадоволство е марморењето. Не марморете како што некој од нив замармореа, па загинаа од истребителот. Сега, овдека не кажува апостолот
која сцена точно, на која сцена се однесува од тој живот во пустинята, но може да кажем дека цело време таа е една постојана сцена. Тие постојано мармореа за нешто и постојано Бог ги удираше по глава заради тоа марморење. Незадоволство, реков, у Коринската црква. Незадоволство, марморење за самата служба таму. Се жалиме ли и ние? Мармориме ли и ние? Мармориме ли или се жалиме за конкретното служење што го имаме? Сакаме можеби по така убаво служење, по славно служење. Или пак веќе столовите се празни, сакаме сега да се наполнат. Да, убаво е да сакаме, да посакуваме, меѓутоа треба и ние да работиме. Ако само мармориме, ако не работиме, зашто марморењето е вклучено и со некаква неактивност. Мармориме ли од работата? Не сме задоволни. Мојата работа не ми дава предизвик, не е доволно предизвикувачка. Не напредувам во работата која работа. Господи, не сум задоволен од таа работа. Или од колегите на работа. Или од бракот. Или од децата. Другите деца се подобри, моите деца не се така. Вели апостол Павле, марморењето го искушува Бог и гинат од истребителот заради марморење. Сериозни се овие предупредувања, или апостол Павле. Затоа кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. Овие нешта можат да го соборат. Ако не се бори, Павле вели, јас се борам, го покорувам телото. Се борам против сите тие работи за не паднам. И на крајот, откако ги кажува сите тие предупредувања и што не треба да се прави, дава еден збор на охрабрување за сите кои безкомпромисно решиле да војуваат, да се борат, да го покоруваат телото. Во тој ринг со гревот нема пауза, туку се борат до крај. Има охрабрување за таквите. И 3 основни поенти има овдека. Прво вели, друго искушение вас не ве зафати, освен човечкото. Тоа е првото. И оваа изјава ги негира сите наши марморења, кога ќе дојде некој искушение и кога велиме, да, и другите се искушувани и победиле, ама ова моето е уникатно, специфично, специјален е мојот случај. И сведоштвата што сме ги слушале кај другите не важат во мојот случај. Зашто ова искушение е посебно. И тоа е еден трик на сатаната, кој сака да не убеди дека ние сме специјален случај во искушението, другите се многу полесни, и затоа, ако е специјален случај, тоа значи дека вообичаените методи не успеваат, зашто тоа е поинаков случај. Бара, може би, поинакви методи или воопшто нема методи за нашиот случај. Павле вели, секој искушување кое доаѓа е човечко. Тоа е искушување кое ги напаѓа и другите луѓе. Е општо човечко искушување. И бидејќи е општо човечко искушување, тоа значи дека во борбата имаме победа. Тоест, не е невозможно. Не е вон човечките можности за борба. Втората поента е верен е Бог кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша. Или, ние не сме безсилни во искушувањата. Сите искушувања се сразмерни, или Бог не дава искушувања кои се сразмерни на нашата сила. Не се вон од нашата сила. Сатаната сака да не убеди дека ние сме безпомошни кога ќе дојде искушението. И ако сме безпомошни, тогаш се откажеме. Непријателот, противникот во рингот е многу посилен, немаме никакви шанси, зошто воопшто да се трудиме. Вели апостол Павле, непријателот, противникот е во рамките на вашите човечки, на вашите сили, на силите што јас ви ги давам. Ако сме новородени во Христос,
и неговиот дух живее во нас, иако не сме совршени, често паѓаме, со благодат ќе сме се посилни во таа борба со во искушението со противникот. И тоа е мотивација да останеме во битката. И на крајот, она последното, заедно со искушението, ќе ви даде излез за да можете да издржите. Излез, секој искушение, секоја битка има излез. Се многу пати излезот е толку лесен, толку едноставен, некој пат може да се сведе само на исклучување на телевизорот. Излез, едноставен излез. Ако има искушение, исклучуваш телевизор. Ако има соблазна, се тргаш настрана. Не си играш со огнот. Или како што вели Јаков во 4 глава 7 стих, спротистави се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Тоест, да престанеме да си играме со огнот. Тоа е излезот. Престани да си играш со огнот. Добрата вест е дека кога сме фатени во таа секојдневна битка, ние не сме безсилни, не сме безнадежни, не сме без излез. Можеме да се бориме. Победата не само што е можна, ако истраеме, ако издржиме до крај, таа е сигурна, безбедена е. Господ Исус Христос беше искушуван со човечки искушенија. И тој победи без да употреби божествена сила, без да претвара нешто магиски во нешто друго, победи без да стори грев. Во него пак ние ги имаме сите ресурси за, ако паднеме со прошка, пак да станеме. Имаме ресурси да прогресираме, да се преобразуваме и така во таа борба да стануваме се посилни и посилни, за да не паѓаме повторно назад во старите искушенија. Треба да гледаме со довербата дека тој е доволен за нас во сите искушенија. Патеката е лизгава, полна е со искушенија, препреки, со соблазни. На многу места ледот е многу тенок, напукува. Зато треба внимателност. Овие стихови повикуваат на внимателност, на сериозност, предупредување се. Од божествена перспектива се знае се, но од наша човечка перспектива се бара до крај максимална посветеност. Да, во Христос имаме сигурност која бара наше учество, наши напори, наши усилби. Не можеме да заспиеме во таа сигурност. Не смееме да заспиеме во сигурноста. Треба максимално да даваме се од себе, да трчаме кон целта, порубувајќи го телото и држејќи се настрана од овие предупредувања с кои апостол Павел овдека ни ги запишал. Се тоа што се случувало тогаш, сите тие искуства што ги доживували ние ги имаме, се за нас запишани, за да не се подпираме на она што е нестабилно, туку се држиме само за стабилното, за Исус Христос. Надворешните работи не дават гаранција. Единствено живата врска со Христос ни обезбедува успешно трчање и поминување на таа целна